Добре дојдовте во емисијата Медиум. Фудбалската еуфорија расте од ден на ден. Светското првенство во Бразил ги разгорува страстите, а особено кој облажувачите. Се облажуваат и средношколци, иако законот забранува, а социолозите алармираат на штетните последици. Средношколката Милан Тулевска типува за фудбалската репрезентација на Шпанија на светското првенство во Бразил. Таа го следи фудбалот и сака да биде спортски менаџер, па верува дека успешно ќе ги прогнозира резултатите од натпреварите. Мила вели дека се обложува од неодамна заради забава и дружење, главно на поголеми надпревари и првенства. Ни кажа дека обложувањето се уште не е секојдневна навика, како на многумина нејзини врсници. Има и девојчиња кои што тоа го прават во последно време. Стана доста актуелно, ама ќе напоменам, тоа се најповеќе од забава, не затоа што има некои големи добивки или нешто слично, чисто онака. Светското првенство го зголеми бројот на уплати во обложувалниците. Граѓаните ќе може да се обложуваат до полноќ. Правилата за игри на среќа се јасно видливи. Сепак, малку обложувалници препорачуваат одговорно обложување кое посочува дека обложувањето е забава, а не начин на живот или професија со заработка. Не се почитува ниту законот за игри на среќа и забавни игри што забранува малолетни лица да ги посетуваат играчниците. Во обложувалницата немаше знак за забрана да влез на помлади од 18 години, ниту на Мила и побара лична карта кога ги уплаќаше парите. Професорката по социологија Рената Арнудова вели дека речиси никој не алармира за обложувањето на малолетниците како девијантна појава. Според неа, родителите ги носат децата со себе во обложувалниците. Во училиштата нема едукација против обложувањето, а учениците потполнуваат ливчињи на часовите. До сега не е затворена играчница, зашто во неа се обложувале малолетници. Очекување на еден лагоден живот и печалење на пари без труд и работа. Поминување на време во спортските обложувалници и дружење, кое што е далеку од она што би требало да биде поминување на слободното време за вас младите. Импровизирате спорт, така, со спортско обложување, наместо да го практикувате на терен. Попладнето отидовме со Мила да го гледаме надпреварот за кој таа се облажи. Спортската еуфорија ги наполни кафулињата. Меѓу милениците на фудбалот имаше и странски туристи. Team is not so good as a couple of years ago, so younger people in the defense, but now I hope a draw. Tough match, but I hope that the Dutch will win, of course, but I think a draw. Сакам да мислам на ливчева патам, да се помалам дека јас сум Тимот на Милан не победи. Таа го изгуби облакот, но не и желбата повторно да се обложува. Средношколците се приклонуваат на брзата исхрана, иако знаат за можните опасности. Вкусот на хемиските адитиви им прикачи нова етикета – флешфуд генерација. Кога ќе се почувствува миризот на тази испржените плескавици и кумпири, веднаш се отвара апетитот. Ваквиот оброк може брзо да ве засети, особено ако имате само 15 минути пауза. Сендвичарницата на овој угостител се наоѓа спроти средно училиште и неговите најчести муштерии се ученици. Тој вели дека меленото месо и кумпирчињата со кетчап и мајонез е храната која најмногу ја троши. Мислам нездраво е ова. Кетчап и мајонез, со кетчап не али поќе мајонез. Иначе ова не е нешто нездраво. Зошто би било нездраво е месо. Телешко смесо. Младите кои ги анкетиравме ни рекоа дека ги преферираат сендвичите, тостовите и пиците. Иако се свесни за штетните последици од брзата храна, велат дека едноставно е вкусна и брзо се послужува. Ова мелето фина, се надеваме ќе ослабеме. Ќе го истрошиме тоа што сме го јадели. Но јадам, фала Богу, не секој ден. Брза храна, тостен помфрит, пица. Имате една продавница на Могиро се викат? Тоа најмногу. Знам дека има штетни последици. Не знам кога купувам, не размислувам. Во летниот период пазарите изобилуваат со свежо овошје и зеленчук, кои што се препорачуваат за здравата исхрана. Меѓутоа, на нашата прошетка низ пазарот забележавме главно повозрасни купувачи. Тезгите се наредени со најразновиден зеленчук и овошје, зрели домати, тиквички, краставици и млад кромит. Оние кои ја практикуваат домашната кујна ги полнат кесите со свежа храна.
Професорката по нутриционизам Ангела Василевска последното истражување за адитиви во храната го спровела на околу 120 охридски средношколци. Испитаниците кажале дека не се сосема сигурни што се тоа адитиви и дека не обрнуваат внимание за составот на купената храна. Речиси 1/3 пијат газирани сокови секој ден, а повеќето јадат сувомеснати производи, виршли, чипсови, кетчуп и мајонез. Василевска вели дека оваа храна содржи многу конзерванси, шеќери и масти, а речиси воопшто нема витамини. Треба да направиме одредена кампања за едукација на младите, меѓутоа сметам дека касно е кога ќе се работи со популација која што е од 16 до 18 години. Секогаш ќе бидат бомбардирани и со реклами, и со притисок од запад, меѓутоа сепак да постои баланс и свеста да се развива се повеќе кон здравиот начин на исхрана. Професорката алармира дека нездравата исхрана може да предизвика дијабетес, срцеви болести, па дури и канцерогени заболувања. Затоа им препорачува на средношколците внимателно да размислат пред да земат уште еден залак од хамбургерот. Моќната модна индустрија постојано наметнува брендови, идоли и туги вредности. Обсесијата да ги следат најновите модни трендови ги попречува младите да создадат свој сопствен идентитет. Силни неон бои, цветни апликации, транспарентни модели и стилето штикли доминираат во женските колекции за оваа летна сезона. Светските креатори ги наметнаа боите, комбинациите и материјалите на модните недели во Милано, Париз и Лондон уште пред половина година. Сепак уникатните парчиња на облека, обувки и модни додатоци не ги красат излозите на македонските продавници. Креациите на Dolce & Gabbana, Fere, Armani, Fendi се достижни за купувачите само на интернет страниците и на мобилните апликации. Малкумина млади девојки можат да купуваат скапа брендирана облека, па својот моден стил го градат со копии или слични парчиња од бутиците за масовна гардероба. Ако не практикувате да носите оригинални креации од модните куки, облека, обувки и козметика можете да купите насекаде околу вас. Продавачите велат дека најчесто под притисок на идеалот за убавина потпаѓаат младите девојки. Најчесто младите, 16 до 18, 20 години, купуваат вака летна облека, си бараат некои работи, полуматурантки, матурантки. Претежно робата е повеќе за девојчина, така да повеќе девојки. Се купува секојдневно. Често, значи, се купува секојдневно, али се зависи кој како. Имаат штикли, имаат сандали, имаат патики, имаат фондури, кај нас има разна роба, така да има секој ден работа. Психијатарката Елена Сотировска вели дека средношколците слепо го копираат не само модниот, туку и животниот стил на младите. Таа смета дека младите го представуваат изборот на нивните идоли како личен и дека сопствениот идентитет го градат преку туѓото однесување. Сето тоа буди еден несразмер меѓу тоа што сакаат да го постигнат и тоа што може да го реализираат како личности, бидејќи сите форми, сите креации не на секого му одговараат и секоја тежина не е идеална за секој, зависно од пропорциите, зависно од конституцијата на младите. Таа вели дека обседнатоста на модните трендови може дури и да ги заболи девојките со булимија и анорексија. Затоа препорачува внимателно да се избалансира тоа што се сака и што може да се постигне во креирањето на личниот моден стил. Развиените комуникацијски технологии ги содруваат младите и возрастните. Тие се спротивставуваат во расправата дали информатиските промени се повеќе корисни или штетни за тинејџерите. League of Legends и Dota 2 се омилените видеоигри на средношколката Тамара Стојановска. Таа обожува стратегиски игри преку кои ги развива вештините за брзо мислење, тимска работа и сноодливост. Понекогаш игра и цела вечер, но смета дека не го жртвува социјалниот живот. Позитивната страна е тоа што многу деца што немаат социјален живот наоѓаат утеха во тоа или едноставно се пронаоѓаат во тоа. Има многу
Сега надвор од Македонија, што се занимаваат и професионално тоа како професија име, а негативно влијае што знае и премногу време да одземе и знае да стане зависно можеш, буквално е завист. На летниот камп за медиумска и дигитална писменост сретнавме средношколци кои лесно ги владеат новите комуникацијски технологии. Средношколецот Бобан Сугарески програмира зашто е љубопитен како повеќе составни делови ја сочинуваат целината. Ги гледам екзактно работите, значи тоа оди како некоја позитивна последица неверојатно. А тоа што не секогаш прашувам зошто и секогаш прашувам како, што не се поврзува само со технологија, туку и со одредени гранки од општествениот активизам. Бобан вели дека во програмирањето вложува многу енергија и од слободното време, но смета дека како иден програмер има големи шанси за личен и напредок во кариерата. Со него се согласува и професорот по социологија Пере Аслимовски. Професорот вели дека со информатички вештини младите полесно ќе остваруваат економски придобивки во глобалниот свет. Новите технологии обезбедуваат брз пристап до информации и им олеснуваат на луѓето да комуницираат и развиваат ставови и мислења. Сепак тој предупредува и на можните опасности. Сите тие игри, содржини со девијантен, со деструктивен презнак представуваат исто така опасност од туркање на младата популација или ориентирање, се разбира, кај дел од нив кон девијантната сфера на животот. За сега Тамара и Бобан ја користат комуникацијската технологија главно за забава, но на тој начин се оспособуваат и со информатичката експанзија. Средношколци од Македонија ги докажуваат нивните вештини и на светски надпревари. Следнава приказна е за средношколка која ќе се надпреварува на летната олимпијада по математика. Средношколката Теодора Бојаровска е пред нов предизвик за учење, иако учебната година заврши. Ученичката од Охридската гимназија вежба математика секој ден по неколку часа. Наредниот месец во Јужна Африка таа ќе се надпреварува за Македонија на меѓународната математичка олимпијада. На олимпијадата ќе учествуваат повеќе од 1000 средношколци од целиот свет. Се подготвам сама, за жал, немам помош, но се надам дека ќе се подготвам добро. Најголема поддршка имам од семејството. Никој назад во семејното дрво не изјавил таква љубов кон математиката и талент. Моите родители се бават со тотално спротивни професии, така да јас сум единствена во семејството. Пасијата за математиката почнува во основното образование, кога била 5-то оделение, а ја инспирирал наставникот по математика. Од тогаш вели дека не може да ги изброи националните и меѓународните надпревари на кои учествувала. Незините успеси ги потврдуваат и 4 медали. Има ли некоја задача која што не си успела да ја решиш и се уште? Да, нормално, секогаш ќе се најде некоја задача која не може да се реши и тоа е уште поголем предизвик. На брзинка. Решението на задачата лесно го најде, но оваа талентирана математичарка решението за својата идна кариера не го бара во Македонија. Се гледам надвор од државава на некој добар факултет, каде што ќе ми бидат понудени добри можности за студирање. Дали сакаш да продолжиш да се занимаваш со математика? Да, дефинитивно сакам да е поврзано со математика. Затоа, вели Теодора, меѓународната математичка олимпијада е уште една можност за да го збогати искуството и зголеми талентот. Средношколците реагираат дека мислењето за нив во општеството се генерализира. Но сепак, признаваат дека и нив ги оптоваруваат многу стереотипи. За ова дискутиравме со неколку наши врсници. Ние од Дорце многу често имаме проблеми, например, со стереотипот на ако идеш во Орце ќе носиш протези и ноочари и ќе бидеш во балици, нема да искачеш од дома. Нашите несвесно ни всадуваат стереотипи, не знам, ако излезеш во улица циганот ќе ту крадеш, што се ти мегна стереотип дека циганите секад крадат, или не знам, не знам такви некои стереотипи што после тоа и професорите несвесно ги наметнуваат, некои свесно. Не знам, ако случајно изгледа незаинтересиран, значи дека е глуп, дека е неспособен, дека не сака да учи, дека ќе биде пропалица во животот, не знам. Или тие што повеќе учат, а они ќе успеат сигурно во животот, што не е дефинитивно тоа колку учиш, дали ќе успееш или не во животот.
дека сме генерација на глупа генерација технологијата. општо, за почеток дека ние сме и дека првата- не сме Абе, интелигентни не како што знам, биле нашите татковци и мајки, дека оние све знаат, а ние сме сега глупа генерација, генерација учиме кај нешто што не взема треба. Фейсбук од владе. Ако си од Ѓорче, во Ѓорче момците се луди. Не, ако си Така, почи така. си Ако си од водно се. Сите се селјаци, бре. Ако си од аеродром си селјак е Да, најголем стереотип. Во стваро, од сега се селјак во центар. Во општина во која има многу малцинства, има проблеми помеѓу малцинствата поради различност. Ѓорче Петров, ето тоа, Да. не знам, самата поделба е направена на база на стереотипи и на предрасуди. Не значи дека само албанците убиваат или не знам што прават, дека само ромите крадат. Во секоја националност има добри и лоши луѓе. Луѓето не се делат по националност, луѓето се делат според мене добри и лоши луѓе. Дефинитивно. Имам многу другари и другарки што ми ги пуштаат да отидат по чаршија. Да. И, например, ти рече, ако кажеш дека одиш по чаршија, не е таму Ќе те нападнат, опасно, да. ќе те нападнат, ќе ти извадат нож, не знам што. А нема веза, мислам. Ти имам отидам во чаршија, ма Вадат дека не е сабји, не така. може би. И ето барем за мене, тој не е вистински стереотип. Да. И стереотипот на ако имаш постар или помал брат се едно, ако имаш брат општо, ти мораш да го слушаш брат, ти он е машко, он не смее да готви, он не смее да чисти, ти треба да него ќе му средуваш. служиш, ти си женско, ти треба да средуваш, ти треба да бидеш домаќинка. Тоа е тачно. Како не е стереотип? Тоа е вистина. Стереотип е. Па зборите за еднаквост на половите, а дома не ќе да мислите да е криветот, сакате вашите сестри да го мислат криветот, која родова е еднаква? А што сме сурови ние мажите? Според мене најголемата полова не е еднаквост се преку стереотипите што ни ги наметнуваат меѓу Така жена не може да вози Дека на секоја реклама на телевизија. Па вајде дека Па не тоа е знам. Реклама на телевизија, Жена не може да женски вози каквото доаѓа од работа. Баш на како тоа е жените се децата. подобре возачи од мажите. Се ќе ви тоа нема дури. Жените може би грешно возат, мислам, како да кажам, може не возат правилно во сообраќајот, ама жена никогаш не може на улица да ти искочи, да ти свири, да ти крене среден прст, да Ствари многу тешко се искоренуваат. Мислам дека тоа Никогаш ствари не се искоренува. Тоа е најголемиот проблем уствари со стереотипите. Еве, ја еден и интересен факт да... подоцна преминуваат во предрасуди што е уште нели Па дури да си искорен од некои стереотипи, секогаш ќе има некои нови што ќе се појавуваат. Да. Па мислам дека не може да се отстранат, а може да се намалат што исто така. Треба да биде врвен приоритет на образованието. Ви благодариме што не гледавте. До гледање.